Пред малку со авион од Скопје во Охрид долета Бореил, Лајчак и Ковачевски. Пред утрешното продолжување на диалогот Белград-Приштина, косовскиот премиер Курти е оптимист. Српскиот председател Вучич вели: "Немам ништо ново да им кажам, но се надева на пристоен разговор." Позитивен исход од преговорите во Охрид очекува и специјалниот пратеник на Соединетите Американски држави за Западен Балкан Габриел Ескобар. Пред започнувањето на диалогот Косово-Србија во Охрид веќе е екипата на Телма. Миомир Серафиновиќ го вклучуваме преку линковска врска од таму. Миомир, кој се пристигна вечерва во Охрид? Еве, Билјана, за почеток да кажам дека освен нас, како медиумска екипа на ТВ Телма, кои сме тука во Охрид, а според оние информации кои ги добивме од представници на Европската Унија, за настанот во Охрид владее голем медиумски интерес. Регистрирани се, акредитирани се над 210 медиумски работници, новинари, сниматели, фоторепортери и луѓе за техничка поддршка на медиумите. Станува збор за повеќе од 100 медиуми кои доаѓаат и од земјава и од регионот, значи и од Косово и од Србија, како и од Албанија, но има и регионални медиуми од останатите земји на Балканот, како и европски медиуми. Полицијата го блокираше влезот во вилата Билјана уште околу 19 часот, херметички е затворен тој дел на Охрид, покрај брегот на Охрид, каде што утре ќе се одржува средбата, ќе се одржува тој диалог, наречен диалог Белград-Приштина. Како што веќе самата и ти кажа, пред известно време во Охрид со авион слета премиерот Ковачевски заедно со високиот представник за надворешни работи на Европската Унија Жозеп Борел, како и со представникот на ЕУ за овој диалог меѓу Белград и Приштина Мирослав Лајчак. Претходно, нешто по 19 часот, во хотелот Инекс Олгица, кој се наоѓа во непосредна близина на вилата Билјана, пристигна и косовскиот премиер Албин Курти. Од она што досега го изјавија двајцата главни преговарачи во процесот, значи српскиот председател Александар Вучич, кој пред неколку часа имаше говор во Сремска Митровица, значи во Војводина, и косовскиот премиер Албин Курти, не може да се разбере што точно всушност ќе се случува, бидејќи двете страни имат различен поглед на она што ќе се случува тука. Додека Вучич убедува дека нема ништо крупно да се случува, односно ќе се разговара за нормализација на односите меѓу Белград и Приштина. Од друга страна, Курти најавува прогрес во тие односи, односно прогрес во она што го посакува Косово, а се однесува на статусот на државата и некој си вид на признание од страна на Србија со тоа што седнуваат на заедничка маса. Затоа предлагам да ги слушнеме изјавите кои ги дадоа премиерот Курти и председателот Вучич. Nuk po them që nëse nuk ka nënshkrim, atëherë kemi nënshkruar mosmarrveshjen, mirë po dhe nuk mund të them që pa nënshkrim do të mund të quhet marrveshje me gjithmend. Andaj unë po e ritheksoj që do të jemi përkushtuar, konstruktiv dhe kreativ dhe që shkoj me vullnet, qëllim dhe me besim të mirë, por natyrisht që këtë nuk mund ta garantoj edhe për palën tjetër. Nemam nikakve posebne poruke, sve što je trebalo da poručim rekao sam i Gabrielu Eskobaru i Miroslavu Lajčaku u lice pre dan ili dva kada su bili u Beogradu. Sutra ću to reći i Borelju i Kurtiju. To je to. Kad su mi rekli da tamo ima već koliko, preko 200 registrovanih medijskih kuća su došli, tako ovo, ne znam šta ljudi očekuju, ali ja se nadam pristojnom razgovoru i tome da možemo stvari unapred da pomeramo. Тоа бе изјавите на косовскиот премиер Курти даден за 360 степени и изјавата која ја пренесе Танјук на српскиот председател Александар Вучич. Како што веќе самата најави дека утре овде во Охрид ќе биде и специјалниот американски представник за Западниот Балкан Габриел Ескобар. Тоа значи дека Америка
дава поддршка на овој процес, а амбасадорката Агелер, американската амбасадорка Агелер рече дека со организацијата на овој самит се гледа и улогата на Македонија во овој процес. Еве што изјави представникот Ескобар во текот на денешниот ден. I'm looking forward to a very productive meeting in Ohrid with the President of Serbia and with the Prime Minister of Kosovo. It is our intention to fully support any outcome that brings the region closer to peace and that intensifies the opportunities for both Serbia and Kosovo and the rest of the region to become full members of the Euro-Atlantic community. Значи да повториме, утре овде во Охрид се одржува втората средба од диалогот меѓу Приштина и Белград под покровителство на Европската Унија. Ќе се разговара за документот на Европската Унија кој е понуден како решение за спорот меѓу Белград и Приштина. Првен ќе има одвоена средба на европските представници, на американскиот представник Ескобар со представникот на Србија, а потоа со представникот на Косово, а потоа ќе има заедничка средба на целиот состав на преговарачите кои се тука.